И ако сакаш, значи исто за волја на вистината, да и се јавиме на неа. Реков само да оставиме Солза да каже, а не да користиме. Може ли се што мене ми викаш, дај, ја не може да ти дам да се јави. Сега ќе вртам. Што сакаш пред? Може ли малку да направиме емисијата? А иначе Миленко е водител, не јас. Значи да биде, па не, гледам дека тебе ти пречат овај. Па ми пречат бе, тоа се празни муабети, оној рече така, оној рече така, овој рече така. Не. А заборави клучна работа. Никој не рече ништо. Еве и звона на Солза. Дали има пресконференција? На блокирам дека има измислено некакво движење и така. Слушате ли? Ево тука ќе го ставам. На Солза и вртам. На Солза и вртам да ја прашаме дали и се заканува физички во јуни. И кој? Истите луѓе што ве чуваат. Не, рече луѓето на Сашо Мијалко. Солза, добро вечер. Ние сме у емисија уживо. Бидејќи дебатираме за оној настан во јуни, кога тебе те спречија на сила да се качиш на бина. Се сеќаваш? Ме спречија на бина да се качам? Да. Кога бевме 2 дена после протестите, кога дојда оние хулиганите кои што рекоа Солза. Само биди прецизен. Ке сакаш ли да потврдиш или заборави? Сеќавам обратно кога ме терале да се качам, па не сум се качувала. А не се сеќаваш кога те симна од бина 2 дена после Солзавецот? Ме симна. Односно не дозволува да се качиш да одржиш говор и ти рече ова дека може да биде конфликт и си отиде со Котлар беше и со Мелпомени. Да, ма јас не сакав да се качам. Некој доаѓаше и инсистираше да зборува. Ама не те пуштија да се качиш, ти текнува на тој момент кога беше покрај мене. Кога сум го видела тој настан, за мене беше тоа јас не сакав. И ти си замина од тој протест, така беше? Добро. Да, фала ти многу. Фала, Солза. Солза кажа, колку што фатив спротивно ти што кажа. Добро, еве ја